Силни медиуми кои професионално, објективно и слободно известуваат, а така и критикуваат, се основа на секоја една демократија. Вечерва со мене е директорот на Сдруженијето на новинари на Македонија, најстарата и најголемата новинарска организација во земјата. Ќе зборуваме за овие прашања. Драган, добро вечер. Добро вечер. Драго ми е што сте дел од Трилинг. Задоволството и мое. Мислам дека на разговоров го правиме во еден клучен момент, толкому откако замина мисијата на Европската федерација на новинари, која што заедно со други меѓународни здруженија беше поканета тука, заедно со вас, да направи една, би рекла, инспекција на состојбите со медиумските слободи и со медиумите кај нас. Кој е генералниот заклучок? Веќе беше објавена анализата, меѓутоа, вака, за нашите гледачи, кажете во кратки црти, кои беа оние наоди кои што беа пронајдени? Да, токму така. Во период во јуни имавме задоволство да бидеме домаќини на представници на најголемите новинарски и медиумски организации во Европа и во светот, кај што практично во неколку дена има за цел да направат проверка на самата ситуација во медиумскиот сектор, што е добро, што е лошо, што може да се подобри и да ни дадат одредени нивни размислувања и ставови. Начинот на кој што се случи таа, би рекол, мисија на колегите од другите земји беше врз неколку фази. Прво имаше средби со оние што се најодговорни кога станува збор за креирање на политиките во нашата држава, меѓутоа и за самиот медиумски пејсаж, почнувајќи од претседателот на државата, премиерот, министерот за информатичко, директорите на јавните предпријатија што се важни за медиумите, меѓутоа и неколку амбасади, како и група на новинари и медиумски работници. И исто така го зема во предвид целиот оној контекст за кој што имаше известувано и Европската унија и Европската комисија, како и другите, би рекол, политички организации на прашања поврзани со слободата за изразување. Овој извештај практично содржи главни укажувања за предизвиците што ги има медиумскиот сектор, меѓутоа уште поважно содржи конкретни препораки и развиени модели што треба нашата влада и нашите институции заедно со новинарите да направат со цел граѓаните да имаат поквалитетни и подобри информации. Она што мене ме загрижува од наодите е впечатокот дека нашите колеги, значи странците, го делат истиот впечаток што и ние го имаме тука како фела, дека политичарите се уште не се доволно свесни кој е значењето на медиумот и на новинарот во една демократско општество, па се уште на нив се гледа како алатки или инструменти за да се пренесат некакви влијанија или некакви замисли на политичките центри на моќ. Колку е ова опасно што се уште и после целиот тој црн период за македонското новинарство не е научено? Да, за жал на дел од тие состаноци нашите колеги добија впечаток дека политичарите кај нас или поголем дел од нив едноставно не знаат која е работата на новинарите и сметаат дека служат за нив, а не за граѓаните. Толку не знаат или практично јас бев на тие состаноци и искрено имаше дури да се непријатни моменти каде што едноставно не сакав да го слушнам тоа како некој што живее во оваа земја, затоа што можеби имав и поинаква перцепција за нивните размислувања. И знаете, кај нас да речеме законите што регулираат одредена сфера, конкретно сакоа станува збор за медиумите, да, ќе се менуваат, ќе се обидуваме да ги синхронизираме со европските стандарди. Судската пракса, да, ќе ја набљудуваме, ќе нудиме и странска помош и домашна помош, имаме одлични експерти и адвокати кои што се обидуваат да ја стават судската пракса и во Страсбург, но кога станува збор за менталитетот на самите политичари или на оние кои што укажуваат дека им се поважни социјалните медиуми од страна на медиумите или од страна на новинарите, сметам дека тука имаме проблем со менталитетот и некако тој предизвик кога станува збор за нивното размислување, сметам дека ќе биде најголем предизвик да го промениме. Бидејќи ако некој политичар смета дека повеќе е важно неговиот Facebook page од страна на истражувачко новинарство, тогаш треба да имаме сериозни разговори како тоа се надмине како перцепција. Да, веројатно истражувачкото новинарство е ризик затоа што може да открие известни злоупотреби на позиција и моќ, а на социјалните мрежи лесно е да се само рекламираат без било каков фидбек и од публиката и од новинарите. Добро е што и странците го виделе, да речам, вистинското лице на политичарите, знаат со што имаме работа тука. Еден од аспектите на слободата на самиот медиум како компании, медиумите како компании, како фактори во една демократија е начинот на финансирање. Има широка дебата и
остра дебата која што со години трае кај нас, дали треба да се врати моделот на државни јавни пари во приватните медиуми. Вие како здружение, заедно со другите еснавски организации, нудите неколку модели кои што овозможуваат поддршка за медиумите, а при тоа ги врзуваат рацете на владата да влијае на некаков начин врз уредувачката политика. Кои се тие модели кои што се прифатливи? Веќе долго време се разговара и внатре во фелата, меѓутоа и би рекол регионално на теми поврзани со одржливоста на самите медиуми, бидејќи финансиската состојба е најголем предизвик. Вие не можете да се надевате дека еден медиум или новинар или медиумски работник ќе биде храбар, ќе настојува да открива злоупотреби, а при тоа да има подпросечна плата, бидејќи тие работи се на еден начин поврзани. Во извештајот за кој што пред малку зборувавме, кој што патем во исто време и го поддржува Европската комисија, бидејќи е платен од страна на нивна програма, имаме конкретни модели и конкретни препораки кои што се поделени на два дела. Првите препораки се итни и брзи, а вторите се системски, за кои што треба малку повеќе време и консултации. Во итните се вели, нашите експерти медиумски што се од странство, велат дека не смее да се повтори грешката на владино рекламирање и на плаќање на кампањи во приватни медиуми со пари на граѓаните за ширење на политичка пропаганда или за ширење на одредени прашања кои што под плаштот на јавниот интерес има ризик да се промовираат одредени вредности на политички партии. И ова експлицитно е наведено. Тоа е експлицитно наведено и при тоа не се однесува само дека тоа е проблем во Македонија, било и се уште е проблем во некои земји и тие ни велат да учиме од нашите грешки и да учиме од туѓите грешки, да не ги повторуваме истите. Но, на сметка на тоа, свесни дека медиумите навистина им треба одреден стимул за да бидат поквалитетни и со цел да се крене стандардот на медиумските работници, во самото објаснување се вели дека во рамки на Европската унија има 4 модели кои што функционираат за поддршка на медиумите. Првиот модел е директна финансиска поддршка, тоа е субвенционирање, кај нас да речеме Македонија го има делумно во печатените медиуми, меѓутоа тоа е исклучок само кај печатените медиуми и тоа е пракса во неколку земји во ЕУ. Вториот модел е даночно олеснување, значи кога веќе медиумите даваат некое јавно добро, кога тие придонесуваат да се шири вредности во делот на јазик, култура, историја, традиција и информирање пред се, тогаш би требало да се размисли за одредено даночно олеснување на самиот медиум како правно лице или пак на самите медиумски работници како некои што се вработени во тој сектор. Третиот, непопуларен, се државни реклами. Тоа се реклами кои што се плаќаат од страна на граѓаните во приватните медиуми и тука тоа е еден од најнепопуларните модели кои што веќе има тренди да се напушта во рамки на Европската унија. Четвртиот модел е одредена шема на проекти од јавен интерес, каде што секој медиум, секој новинар како конзорциум или секој, да речам, заинтересиран кој што може да е придонес, може да аплицира во транспарентни критериуми, транспарентна постапка, каде што потоа во рамки на регулаторот, Министерство за култура, Министерство за информатичко општество, значи има разни модели во ЕУ, ќе има одредена обврска, тие средства што би ги добил, да ги реализира со цел да понуди нешто што го нема во медиумскиот пейзаж или нешто што недостасува, како што е репортажи од локални места, информација од локален јавен карактер, промоција на одредени вредности кои што немаат за жал одредена комерцијална вредност, се со цел да имаме плурализам во општеството и во начинот на информирање да се задоволат сите вкусови. Така. Колку кога зборуваме за ударите што медиумите ги трпат, нелојалната конкуренција секако е еден од нив, особено во полето на онлайн медиумите и онлайн редакциите. Досега имавме случаи кога, особено во предизборен период, буквално како печурки после дошта никнуваат портали, сомнителни портали, не знаеме од каде, добиваат средства од државата, има сомнежи дека потоа тие средства завршуваат и на партиски конта. Со вашите иницијативи и со новите измени кои што се прават законски, тука се веќе системски тие измени, колку оваа практика ќе биде напуштена и колку е тоа важно практично за расчистување на полето или хаосот во онлайн сферата? Да, имаме непријатно искуство од минатите локални избори, каде што практично стотици илјади евра беа на нетранспарентен начин, и тоа не е моје лично мислење, тоа е став веќе во многу извештаи, вклучувајќи ги на големите, би рекол, политички организации кои што ги следат трендовите во Македонија. Тие пари се истураа во делумно одредени онлайн медиуми кои што беа формирани непосредно пред изборите. Не се знаеше кој е уредник, кој е новинар, не се знаеше кај се регистрирани. Дури имаше дел од нив што не се бавеа со информација од јавен карактер, туку беа наменски за готвење, за камиони, информации и слично, што тоа го покрена прашањето дека има потенцијална злоупотреба предвидена во изборниот закон што е во корист на партиите, а е на штета на граѓаните.
Со цел таа грешка да не се повтори, како Сдружение на новинари иницииравме неколку, би рекол, предлози, што беа побарани од страна на самите професионални онлайн медиуми. Еден од тие предлози да се направи волонтерски регистар, тоа е веќе во напредна фаза и веќе има консензус меѓу самите членки. Тој регистар би се водел во рамки на медиумскиот регулатор, Агенцијата за медиуми, каде што секој онлайн медиум кој исполнува одредени елементарни услови, како што е регистрирана фирма или правно лице во државата, домен во нашата земја, вработено лице можеби не, и кој е новинар, кој е сопственик, која адреса, ја има тој медиум, ќе има право да учествува во активности поврзани со, да речам, изборни кампањи и слично. Иако ЗНМ конзистентно вели дека тие кампањи треба да се искоренат, да не постојат во целост, сепак, ако воопшто политичарите се решат дека им се толку многу потребни и нужни, одредени минимум правила на игра мора да постојат со цел да не се злоупотребуваат медиумите на штета на граѓаните. Тоа е една работа поврзана со нелојалната конкуренција, а другата работа во контекст на нелојална конкуренција, што исто така наведено во овој извештај, ја прави самата влада и јавни институции. Нашите колеги од меѓународните медиумски организации велат дека мора да има воден жиг или мора да има обележје на секоја фотографија, на секое видео, на секој соопштение за јавноста, кога го пуштаат до медиумите со цел граѓаните да не бидат во заблуда дека таа фотографија, дека тоа видео или тој текст е направен од новинар, снимател или фоторепортер, туку е направен од службеник кој што работи во одредена јавна институција, бидејќи кога се прават тие материјали од страна на вработените, секогаш нашите министри се најбови, најнасмејани и најпаметни. А кога тоа ќе го направи новинар, критичен, можеби случајот нема да биде таков. Апсолутно. Разговорот би го завршила само кога веќе го споменавме регистарот, со веќе постоечкиот регистар Промедија, кој што е дел на Советот за етика и на Сдруженијето на новинари, и требаше да ја промовира, односно треба, се уште мисијата не е завршена, саморегулацијата како концепт и свесноста на новинарите треба да се потенцираат позитивните примери меѓу нив. Како функционира овој регистар и кои се предизвиците, каде сега клучно треба се уште да се работи? Јас сам концептот на саморегулација и Промедија, односно регистарот на професионални онлайн медиуми, го гледам и како тест за дебелината на кожата на политичарите. Зошто го велам ова? Ако некој политичар навистина е толку, како да се изразам, нежен и не може да истрпи критика, наместо да тужи на суд новинар, верувате, многу поефикасно да поднесе бесплатна представка до саморегулативните механизми, тоа е Советот за етика или Советот на честа. Да, но гледаме примери дека во последно време особено дека токму тужбите им се подраги. Затоа и го истакнувам ова. Верувате, за еден новинар многу поголема казна би било колегите да кажат дека не работел во согласно со етичките стандарди и кодексот на новинари, отколку одреден политичар или бивши вице-премиер или тековен министер или пратеник да добие судска пресуда во негова полза, каде што, да речеме, ќе направи обид и да се самоцензурираат новинарите и медиумите и во иднина. Затоа саморегулацијата представува и шанса да се коригираат одредени, би рекол, новинари. Јас не велам дека новинарите се безгрешни. И тие се луѓе и тие грешат. Треба да се укаже, меѓутоа, ако одредена минимална грешка или тенденциозно се направи обид да се гони новинарот со така наречени слеп тужби или тужби против јавно учество, тогаш јасна е намерата на политичарите или на економските мокници дека не е намерата да добијат правда, туку намерата е да го малтретираат новинарот на суд со цел да го изнемоштат финансиски и емоционално на тој начин да кажат дека тој не сме или таа не сме да известува за одредени прашања во нашата земја. И тоа после влија и на целокупната атмосфера, па само цензура кај другите колеги и така натаму. Македонија во оваа година има навистина добра оценка од Репортери без граници. Ние сме на 38-то место од над 180 глобално, а јас навистина ме бил многу несреќен како жител на оваа земја да се повтори 2013 година кога бевме 123-то место. Меѓутоа, доколку не се промени подхитно менталитетот на одредени, би рекол, политички и економски мокници, навистина ние до година нема да бидеме изненадени ако паднеме на тие индекси за слободно изразување што се глобални. Благодарам, Драган, за интервјуто. Благодарам.